мојот денешен гостин е автор на истата, тоа е Илија Ќосевски, кој што во моментов е во улога на директор на Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов од Штип. Со него ќе најавиме новогодишни концерти кои што се случуваат денеска и утре со 250 ученици или учесници. Илија, најпрво добро утро, како сте? Благодарам на поканата, одлично. Доаѓате директно од Штип. Да. Верувам дека побрзо би стигнале од Штип во Скопје него тука ние во Скопје што си стигаме од точка А до точка Б. Па најверојатно јас сум многу Скопје него имам правено. Тој му обе дека ние од Штип побрзо стигнуваме. Да. Така да стварно брзо стигнавме уште рано. Драго ми е што ја прифативте поканата да го најавиме концертот кој што се случува, односно првиот концерт кој што започнува токму денеска и вториот се разбира утре, новогодишниот концерт на музичкиот центар Сергеј Михајлов. Што може публиката да очекува од атмосферата? Каков музички и празничен дух ќе донесат овие две вечери? Вака, ово е 14-ти поред како го организираме од ваков вид на концерти и постојало и порано во нашето училиште ваков концерт новогодишен, но во овој стил еве баш како што го има на да, можеме да видиме дел од атмосферата од минатата година, ако не се лажам, освен што ќе видиме чино ми ќе слушнеме. Да. И ќе настапат исто така 250 ученици, ќе има буквално за сечи вид музика, односно композиции, тргнувајќи од одбележувањето на неколку јубилеи. Тоа е еден најголемиот што го одбележуваме, односно оваа година што ни ја заобиколи е првата опера општо изведена во Македонија, Палјачи, така да прашања ми ги одговоривте воедно. Првата опера тоа ќе има дел од Палјачи, така да ќе има и дел и од Макфест. Буквално ќе бидеме мала Виена вечерва со валцерите, така да има доста за сечи, буквално сечи вкус. Вистинска новогодишна магија ќе се случува денеска во срцето на Штип. Споминавме дека ова е 14-ти поред новогодишен концерт. Како се развиваше оваа традиција низ годините и колку е значајна за училиштата? Вака, буквално можеме да направиме еден документарец од самиот прв концерт до ден денешен. Многу сме пораснати, како со организација, така и со изведби и со се и се што. Значаен е многу, посебно за нашите деца. Ние овој концерт го правиме за дечињата, бидејќи тоа ни е главна цел, за да осетат една поубава, поголема сцена, за да можат спремни да отидат понатаму во животот кога ќе тргнат пример на факултет или во средно кога ќе се запишат. Така да ова е голем значаен, а и плюс е значаен концерт за општо за истокот, за градот, посебно за градот Штип, бидејќи културата, знаете, денеска култура е скапа работа. Денеска е многу поретко се случуваат културни настани, што мислам дека треба малку да го смениме целиот тек, да има барем еднаш месечно ваков настан, воопшто без разлика дали ние како училиште музичко или други институции да организираат, само и само да се случуваат, бидејќи да гледам културата води на позитива, не води на негатива. Да, со ова што го правите навистина покажувате убав пример до сите оние и училишта музички, а се разбира и средни и основни, без разлика дали се музички или се од друга некоја бранша, едноставно да се трудат да го извадат талентот на децата и се разбира да им остават убави спомени за кога ќе пораснат да знаат што правеле во детството. Не учат само да свират сега, учат и како да се организираат, како да бидат одговорни, како да бидат точни на време на проба, возбудата да ја пренесат спрема публиката, да дојдат нивните најблиски да ги гледаат, да им аплаудираат. И така, тоа се едни први почетоци каде што поддршката на еден уметник е најважна на самиот почеток, а понатаму буквално дури забораваат фамилијата дека треба некаде да отидат. Да, и сега споменавме дека над 250 ученици ќе настапат на сцената. Колку е предизвик да се организира ваков голем концерт? Доста тешко. Многу деца се во прашање. Многу деца, многу организација пред се, бидејќи ние сме си дале збор дека децата нема да имаат буквално никаков трошок.
за концертите. Значи, буквално се спастрени од храна, пијалоци за време на проби, за време на концерт, облека доколку има потреба на некого да му се понуди. Немало бела кошула, му наоѓаме бела кошула, немало тоа. Значи се е на вас. Се е на нас, сме си го дале тој избор. Најлесно е да им кажеме, посебно на малите дечиња, на родителите, купете тоа и тоа, но не е тоа поентата, затоа ние гледаме да колку што можеме, инаку ние сами не сами го финансираме, туку сами го истрачуваме целиот тој процес. Благодарност голема до сите помагатели, па и до вас медиумите што не поддржавте посебно овие денови, за да ја покажеме дека и кај нас се случува нешто, не е само во Скопје. Се разбира, ние во Здрава Македонија морам да признам дека не можеме да постигнеме да најавиме што се случува во нашата земја на тема Нова година и многу ми е драго за тоа и особено се радувам што успеавме да најдеме термини да го најавиме и овој концерт. Нешто споминавте претходно кога реков сите прашања ми ги кажавте во една година, се одбележуваат неколку значаени јубилеи, тоа се 100 години од првата опера во Македонија и 40 години Макфест. Како тие се вклучени во програмата? Вака, знаеме дека во Штип се случи гала концерт на Македонската опера и балет, се одржа тоа одбележување на 100 годишнината, но ние како училиште, односно како институција која го носи името Сергеј Михајлов, а Сергеј Михајлов бил човекот кој ја поставил првата опера општо во Македонија, така да ние имавме обврска да изведеме барем дел од операта Палјачи. Макфест нормално си го гледаме како свое, бидејќи Штип е познат по Макфест. Да, бидејќи еве јас ќе си кажам за мене сум задоен од сето тоа, од самиот фестивал, бидејќи сме кога бевме средно не носеа на генералните проби. Гледавме како се организира Макфест, како се прави сценографија, како се пробува сите звезди како пеат. Така да. Тоа е дел од нас. Тоа е дел од нас и затоа и моравме да оставиме една точка барем за Макфест и останатото си е стандардната програма со валцерите, со народната музика. Ќе имаме представници кои оваа година наши ученици држаја концерт во Америка, така да. Да, токму тој сакав да го споменам барем накратко дека дел од учениците неодамна настапува и во Америка и колку ваквите меѓународни искуства значат за нивниот развој. Се познава веќе кај нив, малку на друг начин ја гледаат целата ова организација, повеќе ја ценат, бидејќи осетиле како е надвор и дека ние буквално се трудиме да го стигнеме тоа ниво. Да, и Илија уште на самиот крај уште еднаш да ја поканиме и штипската и цела македонска јавност, цела македонска публика да биде дел од овие концерти, каде, во колку часот и зошто треба да дојде. Вака, имавме ова година еден мал шок за неполни 48 часа се распродадоа двата концерти. Секоја чест. Две премиери односно за 23 и 24. Да, не, веќе го имаме и трети. Го имате? Браво. Третиот е други ден на 24-ти од 17:30 часот, останати се буквално уште многу мал број на билети, така да. Каде може да се најдат билетите? Билетите има на Facebook страната објавено телефонски број каде што може да ги резервираат и ги подигаат од самото училиште. Да. Точно 8 часот. Мене ми престанува само да ви се заблагодарам за гостувањето, за сето она кое што го правите во Штип и се разбира што го промовиравме овој концерт и верувам дека поканувам да дојдете. Се разбира. Многу ви благодарам уште еднаш.